Така, веќе извесен период, точно споменавте, почувајќи со корона кризата, може би и малку претходно, проблемот со недостатокот на работната сила во Македонија и општо во регионот и во Европа, би рекол, е доста нагласен. И тука веднаш треба да истакнеме дека самиот проблем треба да се анализира како од квантитативен, така и од квалитативен аспект. Имено, доколку зборуваме за бројки, веднаш треба да се осврнеме на она што представува извештај од анкетите кои што ги спроведуваат официјалните статистички авторитети, како што е Државниот завод за статистика, Агенцијата за вработување, од каде што може да се забележи дека еве конкретно според анкетата за слободни работни места во Македонија во првиот квартал од 2023 година имало некаде околу 9467 слободни работни места, а според анкетата за потребата од вештини, што ја спроведува Агенцијата за вработување, тоа бројка е уште поголема и изнесува некаде околу 14.915, скоро 15.000 работни места кои што би требало да се отворат во наредните 12 месеци. Што значи дека побарувачката за работна сила во Македонија не е мала, таа е доста голема, но од друга страна имаме и голем број на невработени. Така, според она што представува податок од анкетата за работна сила од првиот квартал 2023 година, скоро 104.403 лица се невработени, што одговара на стапка на невработеност од 13,3%, што е историски најмала стапка на невработеност во Македонија, но сепак според меѓународни стандарди се уште на можне високо ниво. Тоа значи дека и покрај тоа што се побарува голем број на работна сила, сепак имаме и голем број на невработени. Од прилика некаде, според официјалните податоци, доаѓа на едно слободно работно место, одговараат десетина невработени лица. Така да, она што зборуваат бројките е едно, но од друга страна повеќе треба да се осврнеме на квалитетот на она што значи понуда на работната сила, односно дали вештините кои што ги поседуваат невработените лица одговараат на вештините кои што се побаруваат од страната на работодавците. Така што повеќе јас наместо за недостаток на работна сила во Македонија би зборувал за недостаток на соодветни вештини на работниците, бидејќи повеќе проблемот се однесува на неусогласеност на вештините помеѓу она што се понудува од страна на лицата кои што се невработени и она што се побарува како вештини, квалификации и компетенции од страна на работодавците во бизнис секторот. Така да, според анкетата за потребите од вештини што ја спроведува Агенцијата за вработување, некаде околу 32% од анкетираните работодавци истакнале дека се сочиле со потешкоти при наоѓањето на соодветен кадар за пополнувањето на слободните работни места, а како истакнати, да речем, професии за кои што постојат вакви проблеми при усогласувањето се, да речеме, програмерите, машинските инженери, сметководители, градежни инженери, фармацевти, архитекти и така натаму. Голема е низата на занимања. Тука треба да спомнеме и некои елементарни занимања како што се бравар, готвач, машински техничар, медицински сестри и така натаму, градежни работници, што значи дека во Македонија во голема мера недостасуваат работници, но со одредени специфични вештини и квалификации кои што би биле соодветни на она што го побаруваат самите работодавци. Значи, наместо да зборуваме за недостаток на работна сила, потребно е акцентот да го ставиме на
недостатокот на потребните вештини и квалификации и како Македонија може во краток или подолг временски период да се справи со овој проблем. Од друга страна, сакам исто така да напоменам, кога зборуваме за недостаток на работна сила, да кажеме дека Македонија е меѓу европските земји со најниска стапка на активност, што значи дека постои голем простор за зголемувањето на бројот на вработени и одредот на неактивното население, не само одредот на невработените, односно да се зголеми самата стапка на активност преку превземање на соодветно дизајнирани активацијски мерки и политики, што значи дека она што се презентира како акутен проблем за недостаток на работна сила во случајот на Македонија се уште не представува толку горлив проблем, колку што акцентот треба да се префрли врз тоа како невработените, па и дел од неактивните би можеле да се квалификуваат, да се екипираат со потребните знаења и вештини, за да бидат поконкурентни на пазарот на труд и да можат полесно да ги пополнуваат слободните работни места.